тој што се занимава со криминал, тие се браќа по криминал. Или ќе имаме сериозна борба против криминалот и корупцијата, сите заедно, и таа борба треба да добие поддршка, или ќе влечеме потези со кои што ќе правиме перцепција или привидна борба против криминалот и корупцијата. Многу е лесно, знаете, да ги гоните опозиционерите кога ќе бидете на власт. Нашиот народ не случајно има кажано: прво исчисти си го својот двор, па после оди кај комшијата. Просто е невозможно, значи, да сите други да се виновни, само ние да сме жртви. Воедно позицијата на жртва е погубна. Премиерот Мицковски вели дека станува збор за епски криминал, а е поврзан со ова банка. Вас не ве изненадува? Не ни помага дали е тоа епски или не епски криминал. Ни помага само да видиме која е борбата против криминалот и кој го направил тој криминал за да носи одговорност. Обвинителството требаше да се спогоди со судија, со поранешен министер, поранешен народен правобранител и да му даде условна осуда за мито, па тоа е неприфатливо. Корумпираност, но не само финансиска. Мене она што ме прави многу тажна е менталната корумпираност, емоционалната корумпираност. Една македонска искра денуваме светна на европското небо, на алтернативната и критичка мисла. Искра Гешовска, историчар на уметноста, креатор на независната културна сцена, мирнодопски борец за слободата на творештвото и мислата. Та е иницијатор на неколку платформи за активизам на уметниците во регионот. И баш не е лесен патот до престижниот германски медал Гете 2024 година, што Искра Гешовска заедно со уште двајца уметници од Чиле и Мексико го добија деновиве поточно на почетокот на месец септември. Токму Искра Гешовска е гостинка во ова издание на Трилинг. Најпрво честитки за признанието. Благодарам искрено. На почеток, она што ми остави впечаток, ова е големо признание за вас лично, но и генерално за македонската култура. Но зошто на ова доделување на признание, иако имаше најава, не видов никого од македонскиот естаблишмент, дали е тоа порака до слободо умните или до европските сојузници? Многу добро прашање и многу важно прашање. Секако би требало, нели, тие да го дадат одговорот на ова исклучително важно прашање. Мене лично, нели, ми е важен секторот во кој што работам, тие да го препознат. Важно ми е меѓународната заедница, бидејќи преку ова признание го препознава и независниот културен сектор, а креаторите на културните политики немам што друго да кажам, освен дека можеби малку неодговорно се однесуваат не кон мене, туку кон културната дипломатија. Бидејќи, еве само еден мал пример за илустрација. Во Вајмар, во Германија, бидејќи ова е најголемото државно признание во Германија за меѓународни соработници, беа и министерката за култура на Чиле, исто представници од Министерството за култура во Мексико и така натаму и така наваму. Значи, зошто нашите творци на културни политики не обрнуваат внимание? Знаете, Гете институтот е во рамки на Министерството за надворешни работи. Во Вајмар на доделувањето имаше представници од Министерството за надворешни работи на Германија. Значи, не само Министерството за култура, туку и Министерството за надворешни работи би требало да реагира кога зборуваме за културна дипломатија. Значи, зошто не се... Јас гледам во секој предизборие, па и во ова сега, што го имавме, многу ми зборуваат за културна дипломатија, но не гледам дека тоа се ефектуира на некој начин. Немам одговор просто, но сметам дека е неодговорно во однос на културната дипломатија да не се реагира во однос на државата која што доделува вакво
признание. Бидејќи ова признание практично ја одважува нашата држава. Извадив еден цитат од соопштението на ГТ, во кое, меѓу другото, пише: во време на поларизирачки дебати и различни кризи, потребна ни е отпорност кон различните перспективи во светот. Еднаш сами сте се запрашале што значат слободата и солидарноста во регионот токму во овој период. Тие се најважното нешто за мене. Слободата секако кога некогаш и може би малце прелесно ги користиме овие императиви, би рекла. Слободата секако има граници. Кога зборуваме за слободата, јас бар кога зборувам за слободата, мислам на создавање на зони, на автономни зони кои што ќе се спротивставуваат на разни хиерархизирачки други зони на моќ и кои што ќе ги преиспитуваат и кои што ќе ревоспоставуваат поинакви јазици, поинакви критички перспективи и хоризонти. Слободата значи е нешто кое што бара сериозна организација. Јас тоа го нарекувам организација на гневот, на незадоволството, за да може да развие утописки, конструктивни, критички нови патеки. Солидарноста пак, по која што толку многу сонуваме, која што оди рака под рака со емпатијата, е нешто кое што мислам дека сериозно не се измолкнува и останува само една, така да кажам, конференциска парадигма. Сите зборуваат за солидарност, но не гледам како интерферираат. Внатре во нашето општество зборувам. Ниту на политичко ниво, одгоре, а се помалку за жал и од долу нагоре, на тие рамништа. И токму затоа ни се важни енклави на единство на различностите, во кои што ќе ги развиваме грижливоста, солидарноста, емпатијата, и на тој начин ќе ги создаваме зоните на слободата. Она што е многу важно и што треба да се нагласи според мене е дека такви зони ние се обидуваме да развиваме меѓународно и оттаму ја добиваме поддршката во регионот, во поширокиот регион и пошироко. Колку и како во Македонија се пресретнуваат отпорот и подаништвото, праведното и казнивото, заедништвото наспроти себичноста? Отпорот отварате една тема која што е насушна за мене. Јас верувам дека дисензусот и отпорот се оние клучни нешта кои што можат да одржат една вибрантна заедница. Затоа што отпорот значи дека мислите, дека се грижите. Тоа е отпорот. Да ги забележите црните дамки на тепихот, да ги забележите валканиците, да ги забележите можните мечеви кои што ќе нанесат рани. И да ги, значи една витешка позиција, би рекла. Колку во денешно време може човек да биде слободоумен? Па, знаете, секако дека може, нема да ве уапсат на плоштад, барем во нашето општество, но јас мислам дека постои автоцензура заради таа една тивка репресија, би рекла, во кадифени ракавици репресија. Значи, демократијата треба сериозно да се преиспита, бидејќи имам чувство дека не само кај нас, но кај нас особено во земји каде што институциите се под голем знак прашање и не функционираат. Мислам дека, но и не само кај нас, гледаме што се случува и демократијата и во развиените повеќе вековни демократски земји е под знак прашање. Значи, човек овдека, јас го спомнав ти подаништвото, образование и контекст кој што поттикнува поданичка култура, кој што ви вели, вашиот пат ќе биде мазен само доколку кимате со глава,
Значи, не може да се движи напред, не може да биде емансипирано, не може да биде грижливо општество. Значи, тоа станува општество на опресија, но многу е страшно. Токму она што го кажав, затоа што сето тоа е под некакви флоскули за слободата, демократијата, не знам, родолюбието и така натаму и така наваму. Значи немам ништо против родолюбието и јас сум родолюб, сум останала во оваа земја, нели, да придонесам за земјата, но не да се биде поданик. Јас мислам дека ова што ни се случува во последните 30 години во земјава е девастирачки токму на оваа тема. Исклучиво негување на поданичка култура, која што ги брише сите вредносни вертикали, која што го пореметува чувството за она што треба да биде вредносна вертикала од микрорамниште до макрорамниште, лага, голема лага, илузија, која што може би води и кон дистопија, но сето тоа не треба да не обесхрабри и понатаму, па макар во мали енклави да инсистираме на приказната на отпор, на слобода, на слободно действување, автономно и критичко действување. Тоа не треба да обесхрабри никако. А како ќе се бориме и како ќе се застапуваме за тоа, треба да се договориме. Следите тренинг гостинка во емисијата Искра Гешовска, која на почетокот на месец септември го доби признанието од Гете институтот. Господја Гешовска, во државата е во тек судири околу именувањето. На еден ваш јавен настап имате кажано во историјата на човештвото. Именувањето е еден од клучните интимни гестови. Од раѓањето на детето па се до колективот. Денес, што е знак на идентификација? Името или општествените вредности? Општествените вредности без никаква дилема. За мене општествените вредности. Јас мислам дека е веќе крајно време секаде во светот, па и во овдека, во нашето општество, да се напуштат тие манипулативни етнонационални наративи, идентитетски приказни, кои што јасно историјата на човештвото ни кажува дека тие се погубни. Тие водат кон смрт, символичка или фактичка. Да не збориме за економска, политичка, културна. Тие водат, не се тие кои што етнонационалните наративи, идентитетските наративи, не се тие кои што го креираат она за кое што досега зборувавме. Општеството на слободно мислечки, критички битија и општеството во кое што има сериозна платформа за економски, политички, културен капитал и општествен генерално капитал. Не се тие. Значи, јас сметам дека тоа се тотално безпредметни дебати. Секој интимно се идентификува со нешто, со некого или со нешто, или на крајот од денот со некај на едно метарамниште тоа нешто, не е битно. Значи, јас верувам длабоко во едни, како да кажем, интеркултурни идентитети, во поинакви идентитети, не во етнонационални идентитети, кои што вклучуваат род, класа, не знам, културна, образовна референца. Значи, никако етнонационалните идентитети. Па мислам, не беше доволно она што се случуваше на почетокот на минатиот век во Втората светска војна. Зар не видовме што прават тие етнонационални идентитети? Односно, водат во фашизам на крајот од денот. Или водат во манипулативни, она што ние денеска го живееме, манипулативни популистички наративи, кои што успеваат да ја подхрануваат токму поданичката култура, да создаваат нестабилност, но не креативна нестабилност. Едно е креативна нестабилност која што ќе го
тера човекот во некој диалектички процес кој што ќе го тера напред да действува прогресивно, туку овие создаваат нестабилност која што е тотално ирационална, за да може да бидат втолпени и владеени. А баш и возлокот се случува наоколу, откако нам ќе ни ги наметнат таквите наративи идентитетски. Германското признание, насловено под Јохан фон Гете, писател, филозоф, адвокат, државник, приказната за митскиот лик Фауст, тој ја романизираше околу 6 децении. Кога денес велиме фаустовското време, што дефинираме? Корумпираност, дворски игри, омраза, апатија. Токму тоа, го дадовте резимето на јадрото на Фауст и мефистофеловски едни позиции, значи токму тоа го дефинираме. Корумпираност, но не само финансиска, мене она што ме прави многу тажна е менталната корумпираност, емоционалната корумпираност. Знаете, како Петар Шлемил се каеше за сенката што си ја продаде. Значи, ние и сенката или ќе ја продадеме, или ќе ја распродадеме. Зборам дека она што многу ме ранува е кога ќе видам лажни, за тоа изборува и Гете, и преку Фауст и Мефисто, тој двоец, нивните диалози, нивните карактеристики. Значи, тоа што ме ранува е таа една алчност и желба за себе промоција преку дискредитација и лажни наративи за другиот, од една страна, од друга страна постојаното унижување, тивко, подземно унижување на другиот, поинаквиот, кое што создава и дискредитација на другиот преку лажни наративи, кое што создава простор за едно испразно владење, испразно позиционирање, себе позиционирање. Интегритетот на луѓето станува многу ефтина роба и луѓето веќе и самите, не само што другиот им го одзема интегритетот, тие и самите веќе не водат сметка за својот интегритет. Важно е само да се преживе. Јас тоа го разбирам и јас сум независниот културен сектор целиот е во таа состојба, прекарна состојба, но сепак тоа не е причина да се биде поданик и да се влезе во таа фаустовско-мефистофеловска игра. Кога зборувате за живот на преживување, не ви се чини дека како постојано да зборуваме сами за себе постојано и дека постојано виновникот го бараме некаде надвор. Некој од надвор не е крив, а вината не ја бараме внатре, меѓу нас. Тоа мислам дека е една од клучните карактеристики на нашиот културен идентитет. Секогаш некој друг е виновен. Во Југославија беа, бидејќи сум малку постара, па се сеќавам, беа Белград, Загреб и Љубљана виновни. Па потоа, не знам, кој веќе не е виновен, соседите ни се, сите соседи ни се виновни. Никако да научиме дека мораме прво себе си да се преиспитаме. Критичкиот дискурс за кој што толку многу се застапувам, критичката анализа и преиспитување, критичкото преиспитување мора од себе да почне. Значи, постојано, неуморно критичко преиспитување. Никако поинаку. Значи, не можеме, просто е невозможно, значи, да сите други да се виновни, само ние да сме жртви. Воедно, позицијата на жртва е погубна. Погубна е. А гледам дека политичките елити сакаат, значи, просто така се позиционираат и така доаѓаат до власт, ми се чини, предизвикувајќи кај заедницата чувство на жртва, на онеправданост. Не е точно.
Не е точно, ние не сме жртви. Мислам, ние просто, тоа вие како во едно семејство. Значи, мора да се воспостават јасни, прецизни динамики внатре прво во семејството, па потоа да се види како ќе се постапува во поширокиот контекст со комшиите, со роднините, со пријателите и така натаму и така наваму. Значи, моето мислење е секако дека состојбата во која што се наоѓаме, политичката состојба во која што се наоѓаме, за кавга се потребни двајца, нели? Но мислам дека се покажа во овие 30 години не баш дека умееме како во таа кавга себе си да се прочитаме, ние самите да се прочитаме. Ние ако не се читаме себе си како простор на отвореност кој што ќе има бенефит од тоа што тука не знам си колку култури се измешале. Ние имаме флуиден културен идентитет овдека. Кој се не поминал, кој се не живее на ова парче земја. Значи, ние мора да го смениме, моето мислење дека мора да го смениме наративот. Не сме жртва, ние сме во предност. Да, имаме од разни култури овдека во самите нас, во нашата култура, и тоа е нашата предност. Токму таа повеќе слојна култура се прозираат палимсесно, не знам до каде култури, не може, не верувам во, мислам, пак ќе се вратам на почетокот на минатиот век, на она што се случи во 30-тите години, па траеше до 45-та, некаде не верувам во чисти идентитети, национални идентитети, кои што нужно ве поставуваат во една инфериорна, не супериорна позиција. Не, напротив, ние сме повеќе слојни идентитети и тоа треба да биде нашиот наратив, а не наративот на позиција на жртва и на некој кој што повторно ведна глава. Така ќе веднеме глава, доколку сме заглавени во некој, повторно ќе речам, траума ми се етно-национални приказни. Искра Гешовска, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам вам за поканата и беше задоволство да се разговара со вакви прашања. Имавте можност во изминатите 20 на минути да следите разговор со добитничката на германското престижно признание ГЕТЕ 2024, Искра Гешовска. Кратка пауза и продолжуваме понатаму. Заострен тон во релациите Скопје-Софија. Бура од реакции откако власта во Скопје оцени дека Бугарија ниту е цивилизирана, ниту пак има било каква почит. На оваа констатација на вице-премиерот Александар Николовски, министер за транспорт и врски, следува низа на коментари од бугарската страна. Дури до степен да се бара оставка од актуелниот министер и вице-премиер во владата на Мицковски. Неделава беше одобрен и кредитот од Унгарија. Во меѓувреме пак, власта најавува битка против корупцијата и организираниот криминал. Во минатото издание на Трин, гостин беше актуелниот министер за внатрешни работи Панче Тошковски. Вечерва во емисијата ќе биде Оливер Спасовски, актуелен пратеник, поранешен министер за внатрешни работи и, ќе споменам, поранешен технички премиер во пржинската влада, не случајно, бидејќи ќе имам едно прашање поврзано околу функционирањето на тогашната техничка влада. Господин Спасовски, кога го доваравме интервјуто, ве прашав дали ќе имате друг телевизиски настап, ми рековте, не сум повеќе толку атрактивен и не ме викаат толку често. Се надевам со неколку мои прашања ќе бидеме доволно примамливи за гледачите. Докаде достигнуваат пипците на криминалот и корупцијата? Видете, тие се прашања на кои што ќе мора да се дадат одговори сега. Јас додека работев, се сеќавате и на последната пресконференција, изнесовме сериозни податоци, информации во однос на криминалот, организиран корупцијата и така натаму, и се оставија низа на
докази, аргументации и така натаму, кои што практично таргетира една сериозна група на луѓе од сите сфери на општественото живење. Така да вклучувајќи и луѓе од поранешната влада во која и вие партиципиравте? Вклучувајќи луѓе во генерално од сите сфери на општественото живење. Знаете, воопшто не е важно во делот на борбата против криминалот, луѓе од една или од друга влада, луѓе од една или друга политичка партија, луѓе од една или друга националност и така натаму. Криминалот не ги познава овие рамки. Тој што се занимава со криминал, тие се браќа по криминал. Или ќе имаме сериозна борба против криминалот и корупцијата, сите заедно, и таа борба треба да добие поддршка, или ќе влечеме потези со кои што ќе правиме перцепција или привидна борба против криминалот и корупцијата. Така да јас очекувам да видиме кои чекори што се превзема понатаму и така натаму, за да еднаш и за секогаш покажеме дека може да се смени перцепцијата во јавноста, перцепцијата на граѓаните генерално, дека имаме ефикасна борба против криминалот и корупцијата. Актуелниот министер Тошковски тука спомена дека има докази за актуелни, односно за поранешни високи функционери вмешани во корупција. Стравувате дека може да бидете дел од таа листа? Институции има на државата, апсолутно никаков нити загриженост, нити било каков страв, заради тоа што криминалот и корупцијата треба да се барат таму каде што ги има, и тоа треба да го кажат органите на државата. Сите заедно да работат, без разлика за кого е, доколку има направено криминали, тоа да го обелоденат. Така да, во тој дел, апсолутно сметам дека не треба политички памфлети за ова дека имаме, немаме, ќе се наоѓа, па денеска гледате еден представник на политичка партија, па утре гледаме друг представник на политичка партија, па ќе излезе председател на владата, ќе рече да има докази. Јас прашувам сега од каде се тие информации, заради тоа што истражните постапки се тајни и нив ги води јавното обвинителство. Така да, сето тоа мислам дека се користи повеќе за политички цели, отколку за некаква сериозна, би рекол, борба или сериозен пристап. Господин Спасовски, Палчо бе обвинува дека вие и Бубевски сте сушност, немате докази за него дека е ликвидаторот на двојното убиство во центарот на Скопје. Видете, луѓе кои што се гонат за сериозно убиство, прво сметам дека апсолутно не треба да им се става толку медиумски простор за било какви коментари. Напротив, има суд и преку суд треба да се докажат сите тие аргументи и факти. Имаме потврдено обвинение и целиот тој процес ќе се заврши во судска постапка. Ова интервју го правиме во време кога премиерот Мицковски е во Брисел со порака дека им ги пренесува на своите европски партнери фрустрациите на македонските граѓани што се уште сме во статус кво позиција поради, веројатно, очигледниот проблем со Бугарија. Во меѓувреме ни се случува една бура од реакции по размената на конфронтации меѓу Скопје и Софија, која произлезе всушност од средбата на председателката Сијановска со нејзиниот бугарски колега, со не објавувањето или не поставувањето на македонското знаме. Сега ве прашувам, дали ова игра и кредитот од Унгарија всушност оставаме простор да бараме алтернативно решение на место Европска Унија? Бидејќи во дел од медиумите се споменуваше дека не се всушност унгарски, а всушност дека се работи за кинески пари. Па видите, често пати досега се поставувала дилема во јавноста дали, впрочем, декларативните заложби на ВМРО-ДПМН како опозиција за членство во Европската Унија може да бидат и реални, заради тоа што, знаете, често пати имавме досега изјави во кои што
се истакнуваше таа скепса во однос на нашиот пат кон Европската Унија, меѓутоа никаде и никој до сега во Македонија нема понудено алтернатива, да видиме. Која е алтернативата доколку државата не треба да се движи по европскиот пат? Ние сме длабоко навлезени на европскиот пат и тој пат за нас, како СДСМ, за мене лично нема алтернатива и ние мораме да го изодиме тој пат. Дали постојат фрустрации од тоа што долго трае процесот за прием на државата кај граѓаните? Секако дека да. И секако дека во тој правец треба да се преземаат поенергични чекори од страна на Европската Унија. Меѓутоа, апсолутно не можам да се согласам дека се некој друг ни е виновен за тоа што ние како држава не можеме да го постигнеме. Напротив, сметам дека треба многу сериозно, многу посветено да се работи на таа европска агенда. Второ, треба да се напушти процесот на нарушување на односите на сите околу нас или на секој еден кој што наместо партнер треба да го правиме противник на Македонија. Така да, јас апсолутно осудувам пристап како што го имаше Бугарија во однос на нашата председателка на државата со неистакнувањето на знамето. Меѓутоа, тука мора да има вина и одговорност исто така и кај председателката, односно и кај кабинетот. Знаете, не може државата да биде повторно горда, а вие да правите се за да самите себе се подцените, а на тој начин да ги подцените граѓаните на Македонија. Постоеле механизми како тоа да се среди однапред и да не доаѓаме до една ваква ситуација. Меѓутоа, поентата ми е дека за секој еден проблем треба да се седне на маса и да се разговара. Да, тоа е добро ние да правиме кавги со сите и да на тој начин праќаме порака до граѓаните дека ние сме, не знам, сериозни заштитници за нешто. Меѓутоа, тоа треба да се прави на соодветен начин и во соодветно време, да на дело покажете дека вие сакате да ја зачувате честа и достоинството на државата, а тоа било моментот кога се увидело дека не се почитувале протоколите и прашање дали требало да се одржи една таква средба. Во времето на владата на СДСМ го сгрешивте знамето на тогашниот австријски премиер Курц. Прво, може да се прави таква паралела? Прво влечете некаква споредба што нема врска една со друга. Едно е да имате грешка на протоколот, а ова е тенденциозно. А друго е воопшто да не го ставите знамето на државата. Тоа е, значи, врска нема корелацијата една со друга што ја правите. Тоа е прво. Добро. Второ, ако зборуваме за корелација, да направам корелација. Тогашниот председател на владата, Заев, кога беше на посета кај председателот на Бугарија Радев, затоа постојат фотографии, снимки и така натаму, ќе видите дека е истакнато македонското знаме и бугарското знаме. Тоа покажува дека седиме и разговараме како рамноправни партнери. Ваквото подценување кое што сака да се прави, да, тоа е нецивилизирано, ниско однесување во делот на дипломатските односи, покажување одредени состојби дека нема почит и така натаму, од една страна. Меѓутоа, од друга страна, своето достоинство нема кој друг да го штити ако ние не го штитиме своето достоинство. Ако председателката на државата не го штити сопственото достоинство, а со тоа и достоинството на граѓаните и на државата воопшто, од кого очекуваме дека ние тоа ќе го направиме? Очекуваме дека со реакции отпосле ќе направиме нешто многу добро? Не, апсолутно тоа треба да се превенира. Влошени односи со Софија, влошени со Атина, да ни постои опасност од нова фаза на изолација на државата? Јас не би сакал да се случи новата фаза на изолација, заради тоа што тоа нема да биде добро најмногу за нас, не за некој друг. Тезите дека нема да биде добро за
државите со кои што ние се конфронтираме се тези кои што не држат, заради тоа што сепак нашите соседи се членки на Европската унија и тие седат на масата што се одлучува, ние сме кандидати за Европската унија. Наша одговорност ќе биде тоа како да направиме да ги градиме односите на едно подобро ниво. Сами сме сведоци дека потпишувањето на договорите со Грција допринесе да биде Грција најголем партнер на државата и да не подржи за членството во НАТО и во делот на Европската унија. Дали има недостатоци во однос на спроведувањето на договорите? Да, има. Дајте да ги видиме кои се тие недостатоци, па како да ги отстраниме. Меѓутоа, верувајте дека влечење на потези кои што ќе не носат кон изолација ќе допринесе на директна основа да имаме штета ние како држава, а со тоа да имат најмногу граѓаните. Затоа е важно владата на ВМРО-ДПМН да биде сериозна и одговорна према сите нас. И сериозноста и одговорноста не се огледа во тоа дали вие ќе се скарате со еден, со друг и така натаму, или ќе бидете премногу гласни постфестум. Туку сериозноста и одговорноста е да мислите за тоа што ќе се случува во иднината. И што е тоа што треба да направиме, што ќе биде најголем интерес за државата и за граѓаните. На крајот од месецов во Скопје доаѓа токму унгарскиот премиер Орбан. Дали може тоа да биде и навестување за можно враќање на екс-премиерот Груевски во земјава? Во вашиот мандат ви избега екс-премиерот, не успеавте да го вратите во државата. Дали може би актуелната влада, предводена од ВМРО-ДПМН, ќе го вратат нивниот поранешен лидер? Прво сметам дека комуникацијата со сите држави или државнички пристап за комуникација треба да го имаме, па треба согласно на тоа и на Унгарија, заради тоа што сепак во многу сегменти, посебно во делот на миграцијата, да речеме, ние бевме силни партнери со Унгарија и имаме низа на работи кои што заеднички сме ги завршиле во овој правец. Дали ние лично како партија или како поединци се согласуваме со одредени потези кои што се прават, тоа е веќе некакво друго прашање. А инаку, јас воопшто не сметам дека тема на разговор ќе биде Груевски неговото враќање помеѓу Мицкоски и Орбан. Дали тоа значи дека за вас Никола Груевски е минато и дека не очекувате да биде екстрадиран во Скопје? Не, јас очекувам да биде екстрадиран, меѓутоа тоа нема да се договори со Орбан. Сега кога е замрзната коалицијата СДСМ и ДУИ, дали мислите дека премногу им допуштите на интегративците, говорам за Али Ахмети, и нивниот криминал всушност падна пред се на грбот на СДСМ поради тоа што бевте оквалификувани дека заедно сте всушност дел од носителите на корупцијата и криминалот, за ниската доверба во правосудниот систем, за селективната правда? Прво, не може да стане збор за замрзната или одмрзната коалиција. Едноставно, тоа беше владина коалиција која што функционирала, инаку како политички партии, секој од политичките партии, барем во таа владина коалиција, носела своја одлука. Ние не сме биле во некаков сојуз заеднички, па сме настапиле, а сега сме замрзнале таа коалиција. Ние градиме собствена автентична политика како Социјалдемократски сојуз, така било и претходно, така ќе биде и понатаму. И сите прашања кои што ги отвараме во јавноста се прашања за кои што ние сметаме дека треба да бидат отворени во јавноста. Дали имаше сериозни проблеми во функционирањето, во градењето на перцепцијата и така натаму? Да, јас тоа го кажав дека една од причините за изборниот резултат е токму и однесувањето на одредени поединци од Демократската унија за интеграција во тој период, кои што практично ги фрустрираа македонските граѓани во делот на однесувањето. Колку време ќе ви треба да се консолидирате и да ја вратите довербата кај граѓаните која веројатно, односно очигледно ви е нарушена? Сигурно дека треба да се на основа на анализите кои што се прават да се детектираат новата политичка платформа со која што ќе делуваме пред граѓаните, така да
ова е период во кој што ќе мораме сите заедно, максимално посветено да работиме се со цел да се врати довербата која што е нарушена. Впрочем, да не била нарушена довербата и да биле добри сите политики и резултати и така натаму, или сето она што било превземено, изборниот резултат ќе беше поинако. Може би денес ќе разговаравме како партија која што е на власт. Меѓутоа, во едно демократско општество, граѓаните се тие кои што одлучуваат, ги носат одлуките и ние треба да ги следиме во однос на тоа како тие перцепираат состојбата. Господин Спасовски, на крајот не случајно споменав дека бевте и премиер на техничката влада. Која е вистината за пропаѓањето на Евростандард банка во време кога вие бевте премиер на техничката влада? Тоа беше време на една влада која што работеше и во делот на здравствената криза, на ковидот, на економската криза и така натаму. И влада која што прв пат од независноста работеше без собрание, односно преку вонредна состојба. Така да сметам дека навистина направивме се, и тоа се покажи на изборите во 2020 година, кога граѓаните ја дадоа довербата. А ова прашање во однос на Евростандард банка, соодветно место е да ја прашате Народната банка, бидејќи одлуките за тоа како функционираат банките, одлуките за тоа кои мерки ќе се превземат во делот на банките, ја носи Народната банка на Република Северна Македонија. Така да, сите одговори ќе треба да ги побарате таму. Бизнисменот Трифун Костовски во една колумна пишува дека неколку часа пред затворањето на банката сте имале средба со неговиот син. Тоа беше пред, значи, после известувањето на гувернерот на Народната банка дека ќе се превземат такви чекори како председател на влада, и да, јас остварив средба со неговиот син во однос на тоа да поразговараме, затоа што сметав дека мора да имаме одредени информации, ако можеме, што е тоа што треба да се превземе, да се помогне во делот на консолидацијата, иако морам да кажам дека тоа беше веќе на крајот на носењето на одлуката од страна на Народната банка. Така да, тоа беше еден разговор во кој што практично ги добив дента информациите од страна на гувернерот и повеќе разговарав и со еден од собствениците. Така да тоа беше еден, би рекол, нормален, очекуван пристап кој што го имав како председател на влада. И тоа не е пристап во кој што вие ќе можете нешто да го смените во одреден момент, нешто што требало претходно да биде направено. Премиерот Мицковски вели дека станува збор за епски криминал, ај поврзан со ова банка. Вас не ви изненадува? Видете, за тоа треба, јас мислам дека се водат одредени постапки и добро е таквите постапки да завршат што е можно побрзо и да се излезе со детални информации во однос на собраните докази и на основа на тоа да се каже на јавноста што е тоа што се е направено, кој е тој човек кој што тоа го направил и да носи сериозна одговорност. Така да не ни помага дали е тоа епски или не епски криминал. Ни помага само да видиме која е борбата против криминалот и кој го направил тој криминал за да носи одговорност. Така да во тој дел апсолутно треба да се преземат сите тие чекори кои што ќе допринесат за гарантирање или на сигурност кај граѓаните. Благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Две актуелни провокативни реакции ме поттикнаа за гостување на вечерашниот соговорник во ТВ магазинот Трилинг. Доктор Валентин Пепелјуговски, долгогодишен истакнат адвокат. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Господин Пепелјуговски, првичната вака провокација за разговор е една ваша неодамнешна реакција на вашиот Facebook профил, поврзан со средбата на нашата председателка Силјановска Давкова со нејзиниот бугарски колега Радев, каде напишавте дека македонското знаме при фотосесијата во Софија имавте реакција, при тоа
реагиравте дека тоа е помалку неодговорна работа, а притоа забораваме дека политичарите од албанската етничка заедница многу често го изоставуваат македонското знаме во домашната употреба, а пред се доминира знамето на Албанија. Помалку гледате тука некаква корелација? Видете, гледам корелација помеѓу сите тие случувања и мене ми се чини дека ако го склопите мозаикот, ќе видите дека можеби и не се случајни. Веќе подолго време представниците на етничката албанска заедница не го истакнуваат или, како што рековте, им доминира нивното национално знаме. Тие викаат дека е тоа знаме на сите албанци во светот. И тоа не е проблем. Нашиот закон дозволува да се употребува нивното знаме, но точно дозволува точно на каков начин и во каква величина. Проблемот е што никој не го спроведува законот кој што ние го имаме. Значи, тој закон е гласан и во парламентот, тој закон е гласан, колку што знам, и од многу албанци, со големо мнозинство е донесен. Прашањето е зошто не го спроведуваме. А уште повеќе боли кога ќе видите дека некој во званични посети не инсистира нашето македонско знаме да биде ставено. Или ако отворите нечи Facebook профил или профил или веб страна, ќе видите дека се сликал само со албанското знаме. И кога некој од странство ќе кликне, ќе дојде на, примерно, сака да види некоја информација на некоја агенција или на некој завод, ќе види дека ќе се праша јас кој да не сгрешив, да не кликнав Албанија наместо Македонија. Зошто толку ве изиритира фактот што домакинот, председателот Радев, со неговата гостинка, председателка Сејановска, го изостави македонското знаме? Видите, не е тоа проблем толку на Бугарија. Тоа е проблем на нас, на Македонија. Тоа е проблем на нашите служби. Значи, јас држам до тоа дека нашите служби се однесле неодговорно. И тука не ја кривам председателката толку. Председателката има шеф на кабинет, има шеф на протокол, има советник за меѓународни односи. Она требаше да знае каде оди. Требаше да знае во која држава ја посетува. Впрочем, знаете, во дипломатијата и нема приватни посети. Приватни посети, ама викаме новинари, викаме прес, викаме камери и така натаму. Меѓутоа ние го видовме и министерот Љутков без знамето. И се прашањето е, Министерството за култура, кој што се поврзува со настанот, и председателката, значи, се сликаат само со бугарското знаме. Многу е индикативно, значи, таа фотографија со Радев е многу индикативна и многу е интересна. На страната каде што требаше да стои македонското знаме, стои бугарското знаме. А ние го знаеме проблемот што го имаме со Република Бугарија за непризнавањето на македонската нација, непризнавањето на македонскиот јазик и така натаму. И тоа сега со право буди сомнежи кај македонската јавност и негативни реакции. Следите тренинг на почеток со доктор Валентин Пепелјуговски околу неговите видувања за средбата на нашата председателка Сејановска Давкова со нејзиниот бугарски колега Радев. Сега ќе се осврнеме на темата што е негова главна преокупација, тоа е се состојбите во македонскиот правосуден систем. Господин Пепелјуговски, реформи во судството, речиси со секоја промена на власта се најавуваат длабоки реформи, резови, ослободување на македонскиот правосуден систем од политичките и бизнис стеги, за еве и по 3 децени судството да ни е со доверба 3%. Процентот кој што укажува дека довербата е 3% за мене е изненадувачки мал, но морам да кажам дека јас следам што се случува и во
земите членки на Европска унија, поготово оние земји членки кои што излегоа од социјалистичкиот блок и така натаму. И таму довербата на судството е многу ниска. 17-18%. Највисока е во нордиските земји, некаде околу 70%. Меѓутоа, мене ми се чини дека, без да го, не сакам да се свати ова дека го бранам судството или го заштитувам, меѓутоа мене ми се чини дека некој можеби малку и намерно е создава таа перцепција за негативностите во судството и ниската доверба која што е од страна на граѓаните. Не дека довербата е многу висока, ако јас дома не можам или на моите пријатели да им објаснам некои работи кои што се случуваат во судството, или јас самиот после 35 години работен стаж, од кој поголемиот дел е во правосудството, не можам да си ги објаснам некои работи, не можеме да очекуваме обичниот човек тие работи да ги прифати. Имаме ли потреба од толку многу судови, освен во Скопје, кои грото се концентрирани? Зошто имаме потреба од суд во Крушево, Гостивар, Тетово, каде најчесто бројот на судии е 1, 2 максимум, 3. Па предметите се одоговлекуваат или се закажуваат со 3, 4, па да не речем и 6 месеци одложување. Видете, останав должен малку и на претходното прашање да одговорам во врска со реформите. Јас откако знам за себе, овие 35 години, судството се реформира. И со секоја реформа, некако состојбата се, наместо да се подобри, се влошува. Мене ми се чини дека пред да се пристапи кон реформа, не се прави анализа кои се потребите на граѓаните, кој е потребата на бизнисот. Зошто го кажувам ова? Го кажувам ова заради тоа што ние имаме и специализирани судови. Иако во првата реформа кога излеговме од поранешната држава, ги укинавме специализираните судови и отидовме на варијантата специализирани одделенија во судовите. Па после тоа ги формиравме управните судови, за кои што мислевме дека тоа е потребата на граѓаните. Излезе дека со формирањето на управното судство ние фактички имаме многу поголем заостаток отколку кога тие предмети се решаваа во Врховниот суд на Македонија. Во врска со мрежата на судови, Македонија има 34 суда, 7-8 судови се со проширена надлежност, другите се со нормална надлежност, вообичаена надлежност, и сега се поставува прашањето зошто ви е суд во Берово, зошто ви е суд во Крушево, кога имате 1-2 судии, ако отидете таму ќе видите дека судот е празен, нема странки, нема предмети и така натаму. За обичните работи на граѓаните, да речеме, кои што се однесуваат на оставината сега нели се префарли кај нотарите, иако предлогот се поднесува во суд, па е делегирана таа надлежност како повереници на судот постапуваат. Значи, нема потреба. Од друга страна, вие во Скопје имате ситуација да предметите се закажуваат на секој 4 месеци. Како ќе му го објасниме ние тоа на нашите бизнис партнери? Првенствено зборувам за бизнисот и за потребата на бизнисот. Кај трговските спорови, каде што се работи најчесто за многу сложени предмети. Господин Пепелјуговски, од каде да започне тогаш реформата во судството? Новата влада вели треба да се почне со целосно расчистување или реформа длабинска во судскиот совет и во советот на обвинители. Дали тоа е решение? Па видите, дел од решението да. Меѓутоа, не мислам дека тоа ќе ни го реши проблемот. Зошто викам дел од решението? Дел од решението заради тоа што
кадровскиот потенцијал и кадровската екипираност на овие два органи е навистина многу дискутабилна. Јас не можам да прифатам дека стручни соработници од судови може да бираат судии на Врховен суд. Тоа не можам да го прифатам и не може никој да ме разубеди дека е тоа добро решение. Уште помалку може да прифатам дека председателот на државата избрал како истакнат стручњак во правото стручен соработник. При толку адвокати, при толку професори, при толку, не знам, други истакнати стручњаци. Мене, ако ме прашате, ние имавме еден систем на кој што беше, каде што судскиот совет предлагаше, поминуваа филтер судиите, а собранието ги бираше судиите. И тоа беше при првиот генерален реизбор се случи по конституирањето 90-тите години. И тој, за мене, тој судски совет на вистина беше еден судски совет во кој што членуваа и адвокати, членуваа и истакнати правници од стопанството, членуваа и судии на Врховен суд и така натаму. Значи, не се случи таму да имате некој кој што бил стручен соработник, да не се разбереме погрешно. Јас немам ништо против стручните соработници, има прекрасни луѓе и тие прекрасно и тие го знаат правото. Меѓутоа, да избереш судија, како ќе може да има еден стручен соработник увид во квалитетот на некој судија. Јас сум поборник судиите кои што ќе членуваат во судскиот совет најмалку да бидат судии на апелационите судови, најмалку, значи, па дури во судскиот совет треба да членуваат и адвокати, треба да членуваат и професори по право кои што ги предаваат овие предмети кои што се поврзани со постапките, со материјалното право кое најчесто е предмет на споровите, и пензионирани судии. Каков кредибилитет имаат обвинителите и обвинителството и кривичниот, ако имаме спрега меѓу синови и ќерки, снај и зетови? Таа роднинска поврзаност, колку може да биде на некој начин проблематична, а со тоа и да се девалвира било каква одлука на суд. Во право сте. Значи, јас за тоа пишував. Исто отворено, дека не можете да очекувате да има независност, барем во македонски услови. Ние сепак не сме Германија. Ние сепак не сме Британија. Ние живееме на Балканот и знаеме дека роднинските врски итекако се подложни на влијание. Па уште повеќе, ако сакате, и некои пријателски или бизнис врски исто така се подложни на пријателство. Не можете да дозволите да сопругата е судија, мажот е сопругот е обвинител, синот е адвокат, не знам, зетот е стечаен управник и така натаму. Значи, и сега вие ќе ми кажете дека тука има независност и дека нема одредено влијание? Има влијание. И ние не треба да ги затвораме очите на тие работи. Како ги доживувате најавите од власта дека започнува со сериозна битка против криминалот и корупцијата? И предходната владеачка гарнитура најави бескомпромисна битка со корупцијата, па видовме до кое ниво ни е државата во делот на владење на правото. Дали секе се сведе на лов на вештерки? Во наши услови тоа така станува. И јас го паметам и оној фамозен говор на премиерот Бранко Црвенковски, кој зборуваше за октобот во собранието, дека ќе му ја пресече главата и така натаму. И што се случи од тоа? Ништо не се случи. Не сакам да ги обесхрабрувам. Јас се радувам ако навистина еднашка почнат работите да се решаваат како што треба. Јас бев длабоко разочаран со измената на кривичниот законник од претходната гарнитура.
и со фактот што тие намерно направија, да не може никој да ме убеди дека тоа не беше така, намерно се направи да застарат голем број на кривични дела. И сега во оваа ситуација, кај што се најавува, да, јас тоа го поздравувам, но сакам да кажам дека многу е лесно, знаете, да ги гоните опозиционерите кога ќе бидете на власт. Нашиот народ не случајно има кажано, прво исчисти си го својот двор, па после оди кај комшијата. Значи, следете што се случува. Не дека немаше успеси претходната гарнитура со борбата против корупцијата, дури и во своите редови. Имавме генерален секретар, имавме други кои што беа, например. Меѓутоа, прашањето е како заврши тоа. Некој ќе ми каже дека обвинителството требаше да се спогоди со судија, со поранешен министер, поранешен народен правобранител и да му даде условна осуда за мито, па тоа е неприфатливо. Тоа е тоа што смета. А тоа се случува сега. Во ова време. Господин Пепелјуговски, со стручна и професионална зрелост ги следите монополските влијанија. Дали со законот за нефер практики може да им се застане на спрегите производител, трговци, кои возможија цените да галопираат и всушност да имаме една неконтролирана состојба. Секој да прави кој што сака во овој дел од бизнисот. Областа на конкуренцијата е многу интересна. Јас веќе подолго време укажувам дека нашата комисија не работи со доволен капацитет. Сега, со законот за нефер трговски практики на синџирот на производи на земјоделието, им се даде уште една надлежност. И тоа е закон кој што го донесоа сите земји членки на Европска Унија, поголем број на земјите членки кандидати што се и така натаму, се очекува дека проблемите ќе се решат бидејќи нели маргината на маржите е ограничена на 10%. И тоа е добро, тоа е европско решение, меѓутоа јас пак ќе кажам, сам законот по себе нема да ги реши проблемите. Некој треба да го следи тоа и да врши постојани контроли. Иначе, цените на производите во нашите маркети отидоа значи многу високо и тие, еве можете да отидете во Франција, во Германија, ќе видите исти производи таму се поевтини отколку тука. Тоа е недозволиво. Ми се чини дека овој закон е добра основа еднаш за секогаш некои работи да бидат поставени на пазарно ниво, не со раката на државата да ограничува нешто. Државата треба да ги постави правилата на игра, правилата на фер конкуренцијата, а после тоа и да го следи тоа и да го санкционира оној кој што не ги почитува тие правила. Овдека точно се уредени односите. Сега, помеѓу производителот и добавувачот и купувачот. Точно се знае кои се правата на добавувачот, кои се правата на купувачот. Дали препознавате картелско здружување во телекомуникациите, во производството со струја? Видете, ние сме мал пазар. Како мал пазар, особено тие природни монополи, ја спомнавте струјата и така натаму, не можеме да ги, да речам, ние можеме да ја поставиме, да ги поставиме правилата на играта. И треба да следиме дали има злоупотреба на таа монополска положба и на таа доминантна положба. А картелското здружување и картелските договори се многу опасна работа и тие и во нашиот закон се санкционирани и казните се до 10% на прометот од претходната година, што е многу висок износ. Така да, доколку
се спроведуваат прописите, ми се чини дека има области во државата каде што може и како комисијата да покрене постапки и да испитува, да види дали има основ за постапување. Благодарам. Гледавте Трилинг. Во ова издание имавте можност да следите 3 одвоени разговори со Оливер Спасовски, актуелен пратеник и поранешен министер за внатрешни работи, доктор Валентин Пепелјуговски, адвокат, како и книжевната теоретичарка Искра Гешовска. Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути.